Добар ден. За днес оставаме уште една работна недела, исполнети со интересни содржини. Во најновото издание на Саботна хроника ќе се навратиме на дел од нив, а ќе ве запознаеме и со новитетите во книжарницата Антолог. На самиот почеток на Саботна хроника следуваат неколку информации поврзани со урбаното живење во општина Газибаба. Имено започна првата фаза од големата акција за реконструкција и изградба на нови улици во општина Газибаба. Градежните активности со поставување на асфалт започнаа во населбите Ченто и Камник. Општина Газибаба ја започна првата фаза од големата акција за реконструкција и изградба на нови улици во општината. Започна поставувањето на асфалт на новата улица до амбулантата во Ченто. На улицата Товарник започна активностите за проширување на улицата согласно планот. Од општината информираа дека оваа тесна и тешко пристапна улица ќе биде изградена во модерна улица со две ленти во широчина од 5 метри, а ќе се поставуваат и тротоари од двете страни на улицата. Со изведба започна на рехабилитација на улицата која води до бензинската пумпа Лук Ойл до стрелиштето Камник, каде ќе се изврши обнова на асфалтот. Од Газибаба додаваа дека во следната фаза на оваа акција ќе бидат опфатени Сингелич, Инџиково, Стајковци, Брњерци и Јане Сандански. Планот предвидува реконструкција како и изградба на нови улици во сите населени места. Општина Газибаба започна со градежните активности за реконструкција и изградба на нови улици во општината. Во моментов се одвиваат градежни работи за реконструкција на улицата од булеварот Александар Македонски до влезот на стрелиштето Камник во населеното место Камник. Улицата е со должина од 516 метри и широчина од 5 метри. Градежните активности ги изведува фирмата Бауер БГ. Од општина Газибаба информираат дека во следниот период предвидена е изградба и на тротоар од страната на станбените згради. Си уште сме на територија на Газибаба. Во следниот прилог имате можност да се информирате кога ќе се обноват детските игралишта во оваа скопска општина. Планирано е поставување на нови детски реквизити како и уредување на тревната површина. Општина Газибаба како една од општините во градот Скопје има ингеренции согласно законите за животна средина и заштита на природата. Токму затоа и програмата за оваа година е во насока на подобрување на квалитетот за животната средина. Во програмата се опфатени и активности за подигнување на нови и одржување на зелените површини, кои се основа за унапредување на животната средина, но секако и одржување на веќе постоечките зелени површини и паркови. Општината, која се состои од 7 населени места во урбаниот дел и 15 населени места во руралниот дел, подеднакво се труди да обезбеди квалитетни услови во сите населени места. Пред се обезбедување услови за најмладите жители на општината, преку изградба на детски игралишта и простор каде што тие може да се забавуваат. Во општината може да се забележи дека детските игралишта се многу чести. Дел од нив се во одлична состојба, но дел се оштетени или пак некои реквизити се целосно отстранети. Честопати се случува нови реквизити поставени на игралиштата кои се наменети за малите деца, да бидат веднаш уништени од страна на адолесцентите, кои во вечерните часови се собираат на овие игралишта. Токму затоа треба да се зголеми еколошката свест кај граѓаните, која на национално ниво е многу ниска. Во оваа насока општината во својата програма предвидува активности за сеопфатна едукација на децата од основните училишта и градинките, за нивната улога и одговорност во зачувување на животната средина во која живеат и растат. Да им се развие свеста за штетноста на загадената средина, односно предноста за чиста средина и соодветно складирање на отпад и слично. Што се однесува за хигиената и одржувањето на игралиштата, дел од граѓаните се незадоволни од одржувањето на овие детски игралишта и велат дека тие самите ги средуваат гранките на дрвјата и тревата околу игралиштата. Од општината пак велат дека игралиштата се наоѓаат во добра состојба и во теке акција за косење на тревата околу нив. Додека пак за во наредниот период се планира и акција за обнова и реконструкција на дотраените реквизити на игралиштата. Од Газибаба се селиме во општина Петровец и информираме дека во мај ќе заврши реконструкцијата на патниот правец Петровец-Катланово во должина од 5,6 километри.
Увид на градежните активности за реконструкција на патот Петровец-Катланово денеска направи министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, кој најави градежни активности за реконструкција на повеќе патишта до крајот на оваа година. Овој патен правец се реконструира во должина од 5,3 километри, а како што информираше министерот Сугаревски, инвестицијата е 34 милиони денари. Реконструкцијата на овој патен правец започна во октомври минатата година, а предвидено е да заврши во мај оваа година. Морам да кажам дека овој патен правец во минатиот период беше во исклучителна лоша состојба, практично во катастрофална состојба, затоа беше неминовна да се направи ова реконструкција. Која што се разбира ќе користат не само жителите на овој регион, односно жителите на Петровец, Катланово и Режаничи, но туку сите оние граѓани кои што го користат овој алтернативен пат од автопатот. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов информираше дека до месец мај треба да заврши реконструкцијата на автопатот А1 Петровец-Миладиновци и на државниот пат А4 делница Кадино-Хиподром. Китанов информираше дека е поставено целосно осветлување на клучка Белви и клучка Кадино. Во овој момент е завршено и комплетното осветлување на Хиподром Клучка, Белви, Клучка Илинден, Клучка Хиподром, Клучка Кадино. Поставени се 276 канделабри со 585 светилки во вредност од 61 милион денари, која е исто од средствата на јавното предпријатие за државни патишта. Како реакција на немилиот настан кој се случи минатата недела, кога несовесен возач утри 10-годишно дете пред основното училиште Мирчацев во Ѓорче Петров, општината во соработка со град Скопје одлучи да постави семафор на улицата Борис Сарафов. На критичното место на улицата Борис Сарафов, кај основното училиште Мирчаце во општина Ѓорче Петров, каде што вчера во сообраќај на несреќа беше повредено 10-годишно дете, во координација со град Скопје ќе биде поставен семафор, соопштија денеска од општината, и очекуваат дека со семафорот ќе се реши проблемот со брзото возење и непочитување на пешаците кои поминуваат на пешачкиот премин кај училиштето. Градоначалникот Александар Наумовски во својата писмена изјава до медиумите изразува големо жалење за незгодата и се надева дека по решавање на сообраќајниот проблем никогаш повеќе нема да се повтори таков немил настан. Тој апелира на свесност и совесност кај возачите кои се обраќаат, особено по улицата Борис Сарафов, поради големата фреквенција на деца заради училиштето, но и на разумност кај родителите и смирување на тензиите поврзани со настанот. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев обелудени низа неправилности во материјално-финансиското работење во изминатите 4 години во општина Карпош. Државниот завод за ревизија во конечниот ревизорски извештај утврдил долг од 18 милиони денари, неправилности во изградба на новата административна зграда и сегашните бараки на општината, како и ненаменско и неоправдано трошење на буџетските средства. Со над 18 милиони евра главен долг, плюс долгови од дополнителни трошоци како што се адвокатски, нотарски трошоци за извршители, е оптоварен буџетот на општина Карпош и е постигнат ефект на нерационално трошење на средствата. Ова е наведено во конечниот извештај на Државниот завод за ревизија за материјално-финансиското работење на општина Карпош во текот на изминатите 4 години. Градоначалникот на општината Стефан Богоев денеска на пресконференција го презентираше извештајот и посочи дека истиот утрово бил доставен до основното јавно обвинителство и до управата за финансиска полиција. Покрај долгот во ревизорскиот извештај стои дека во 2014 година бил подигнат кредит од 2,6 милиони евра со намена за тековни инфраструктурни проекти, но ревизорскиот тим констатирал дека истиот е потрошен ненаменски, односно за плаќање на заостанати обврски. Исто така, според извештајот, постојат пропусти и во изградбата на новата општинска зграда и постоечките општински бараки. Имено, изградбата на новата зграда, која во моментов е стопирана, е врз основа на проект кој не е одобрен од Советот на општината и без изменето одобрение за градба. Постоечките бараки пак, во кои сега е сместена општина Карпош, седи во градба, односно изградени се без одобрение за градба и без одлука на Совет. Градоначалникот Богоев истакна дека општината е подготвена да соработува со сите органи и институции со цел да се обезбеди законско работење во општината и да се врати во колосек. Јасно ја покажуваме нашата волја за целосно расчистување со констатираното незаконско работење во општина Карпош,
но и за целосно постапување по препораките на Државниот завод за ревизија. Општината е подготвена да соработува и со сите органи и институции, со цел сите инволвирани страни да одговараат за своите постапки и злоупотреби. Соработуваме со Уставниот суд на полето на урбанистичкото планирање. Манифестираме јавна подготвеност за зголемена соработка и со основното јавно обвинителство и со финансиската полиција. Државниот завод за ревизија исто така забележал дека се додалувале средства на повеќе организации, здруженија на граѓани, поединци и правни лица, кои не давале финансиски извештаи и фактури за начинот на кој ги трошеле овие средства, а меѓу локалната самоуправа и субјектите не се склучувале ниту договори во писмена форма. Извештајот завршува со тоа дека ревизорскиот тим не изразува мислење, што значи дека финансиското работење на општината било на најниско можно ниво. Со апел за подобар третман и редовна терапија, 320 хемофиличари на 17 април го одбележаа Светскиот ден на хемофилијата и укажаа на најгорливите проблеми со кои се соочуваат, како што е немањето на терапија и лекови со лош квалитет. Токму поради овие проблеми, 5 ученици не се во можност да посетуваат редовна настава. Сдруженијето на хемофиличари на Македонија денеска го одбележа Светскиот ден на хемофилијата со порака до институциите да обезбедат потребната терапија со што ќе им се овозможи квалитетен живот на 320 заболени од оваа болест за која нема лек. Лилјана Рајчевска, председателка на Сдруженијето на хемофиличари, вели дека поради немање на фактор за коагулација на крвта не е направена ниту една ортопедска интервенција кај пациентите кои имаат оштетување на зглобовите и ја потенцира неопходноста од редовно користење на терапијата. Да имаме редовно фактор е многу битно. Најбитното нешто. Значи, затоа што немаме фактор 2 години и плюс некој месец, нема ни една ортопедска интервенција направено, затоа што хемофиличарите од 20 и кусур години веќе до 60-70 сите имаат оштетување на сите зглобови. Дали е тоа лакатни, колена, колкови, а не може да се направи операција затоа што нема фактор за редовна употреба, а не за операција. Ние имаме право на еден нормален живот, да имаме редовна терапија, пошто тоа не е за нас козметика, не е преживување, ни треба за нормален живот да бидеме живи и да функционираме како секој член на овое општество. Поради неизвршена набавка и нередовна терапија, 5 деца болни од хемофилија цела недела не оделе на училиште, вели Сонја Димовска, мајка на 9-годишно дете болно од хемофилија, и потенцира за важноста од квалитетни лекови без разлика на цената. Со редовно примање на терапија, значи ние немаме компликации. Како не ја примате? Значи цела недела не ја примаме. И тогаш има препорака да седат дома да мируваат, да не настане повреда. Можеше да настане повреда, а он е во тешка форма на хемофилија. Си почнат на времено да си го набавуваат и да не им е во предност, значи цената на лекот, туку да гледат квалитетот на лекот на дечињата, пошто нас на пример не врзува ни една компанија, ни еден лек, не врзува само квалитетот. Ние 6 години значи го примавме овој лек, бевме све ни беше супер, окей, значи не сакаме да го смениме за да сносиме ризици. Значи еднаш кога сме го прифатиле ризикот, не знаевме на студија што и како ќе биде значи со овој лек. 6 години супер и сега наеднаш сакаат да ни го сменат само поради цената. Од Сдруженијето посочуваат дека новиот тендер за набавка на неопходната терапија се уште не е распишан, поради што пациентите ќе останат без неа. Хемофилијата е наследна генетски условена состојба, која се карактеризира со целосен недостаток или намалено ниво на факторите кои учествуваат во запирање на крварењето. И пред самиот крај на саботна хроника една културна информација за сите љубители на пешаниот збор. Од 3 до 9 мај во випарината на спортскиот центар Борис Трајковски ќе се одржи јубилејно 30-то издание на Сајмот на книга. А дали читаат книги, ги прашавме и македонските граѓани. Од 3 до 9 мај во вип-арената Борис Трајковски ќе се одржува овогодинешниот сајм на книгата. Сајмот ќе биде во организација на Скопски сајм, а ќе земат учество книжевни ѕвезди на македонските издавачки куќи, но ќе има изложувачи и од регионот. Сајмот на книгата активно се одржува веќе 30 години, па така слоганот за оваа година е 30 години читаме со задоволство. По повод јубилејното издание на Сајмот на книгата, влезот за сите групни посети на ученици ќе биде бесплатен
бесплатен. Работното време на сајмот е од 10 до 20 часот. Како што информираат организаторите, сајмот има меѓународен карактер и обезбедува широка програма на изложување, вклучувајќи дела од домашни и странски автори, современи и класични литературни дела, стручна, научна и белетристична литература, енциклопедии, дела од областа на културата и уметноста, книги за млади и деца, учебници и училишни прирачници и галантерија, современа опрема и прибор за училишта, факултети, просветни и истражувачки институции. Саимската понуда ќе ја збогатат и средбите со авторите, подпишувањата на книги и детските катчиња. Секоја година посетеноста на сајмот е голема од страна на читателите, бидејќи представува одлична можност омилените книги да ги најдат на едно место и да ја збогатат домашната библиотека. Издавачите се обидуваат максимално да ја доближат книгата до читателот со многобројните саеми и попусти. Затоа преку анкета се обидовме да дознаеме дали и колку читаат граѓаните на главниот град. Едно прашање, дали читате книги? Да. Кои автори најмногу ги читате? Македонски или странски? Македонски во последно време. А дали сте го посетиле сајмот на книга до сега? Го посетив, да, по повод на издавање нова книга за деца со моето мало синче. Не, многу сакам, ама не можам бидејќи имам проблем со видот, така да... Не читам. Да, сметам дека треба секој од нас да посвети доволно внимание книгата, за да чита книги, да се едуцира, така само ќе има напредок. Сега слабо. Не читам книги, не сум многу по книгите, извини. Само факултетски што се, да. Едно истражување на Националната фондација за уметност потврдува дека оние кои редовно читаат активно се ангажирани во своите граѓански должности, но и културно се поизградени, што би значило дека читањето не прави примерни граѓани. И како што најавив на почетокот, во продолжение на Саботна хроника издвојуваме минути за издаваштвото, за новитетите во книжарницата Антолог, како и за интересот за читање книги. Најновиот роман Апнеа од италијанскиот писател Лоренцо Амури во издаваштво на издавачката куќа Антолог е повод за денешната наша посета токму на книжарницата Антолог и разговорот со Вера Велевска. Најнапред ви благодарам за издвоеното време. Не е проблем, ми е задоволство. Нормално, многу сакаме кога не посетуваат во новата книжарница и нели сепак добиваме и некаква реклама од тоа. Така, покрај за Апнеа ќе разговараме и за останатите новитети, за интересот на читателите, за читање на книги, за сајмот на книга кој што се наближува, меѓутоа си поред. Ајде најнапред, како што најавив, да позборуваме малку токму за Апнеа. Интересен наслов, интересна приказна. Може ли да ни кажете на почеток зошто треба да се прочита овој роман? Тоа е, како што кажавте, интересна приказна, значи плюс е автобиографија. Лоренцо Амури е познат музичар, италијански, кој што имал таква несреќа, што значи, за време на скијање, што подоцна значи, не можел да го мрда телото, одредени мускули и сето тоа. Но тој си го раскажува животот, значи не го раскажува од некој негативен аспект, туку напротив гледа позитивно на проблемите и на животот и на се. И мислам дека тоа е добро, прво како приказна, а второ и тој некој негов позитивен дух да го видиме, да го доживееме, да го примениме и кај нас. Така, навистина, нека биде ова еден мотив за сите да може да го прочитаат овој роман и на некој начин можност да гледаат позитивно на животот и на сите проблеми кои што нели ги има секој еден. Колку време му е потребно на едно книжевно дело да го добие потребниот публицитет кај публиката, да предизвика интерес кај читателите? Дали е потребно само една добра критика или сепак постои тука уште нешто како некоја добра реклама, например? Ние најчесто сите книги што ни се нови ги рекламираме нормално, ставаме објава на социјалните медиуми, значи на Facebook, на Instagram.
Тоа понекогаш е доволно, бидејќи ќе оставиме краток опис во на самата слика и тоа знае да ги заинтригира луѓето да дојдат, да прашаат, да ја разгледаат, да ја купат и така натаму. Секако, особено нели ако се македонски автори, помага кога има некоја промоција, помага ако авторот си има нели сам своја публика и нели нормално тоа ја зголемува заинтересираноста кај луѓето. Што најмногу сакаат да читаат љубителите на пишаниот збор? Има ли некој жанр кој што посебно се издвојува од останатите и буди интерес кај читателите? Тоа е многу субјективно прашање. Сега, од лично искуство, мислам дека најмногу се читаат трилери, се бараат трилери, барам кај нас, но во последно време е посебно популарна, значи, оние мотивациони книги. Но, како што кажав, значи субјективно. Некои сакаат да читаат повеќе класици, некои сакаат да читаат љубовни романи. Сега зависи, обично и летен период се читаат повеќе така некои лесни романчиња за плажа, сакаат нели луѓето да се опуштаат. Така. Дали може да забележиме дека со текот на времето читањето станува се попопуларно? Ако пред извесен период беше некако наметнато тоа или кога во времето кога сме биле ученици, средношколци, не било наметнато да читаме книги, лектири, па не сме сакале. Сега самите доаѓаат и помлади и повозрастни, ако смеам да забележам, и се интересираат за книги, сакаат да уживаат во попладнивните часови за време на викендите и малку да се релаксираат. Дали го делите ова мислење со мене? Бидејќи сепак немам долго искуство во оваа професија, не можам да кажам точно дали се чита повеќе или помалку од претходно, но задоволна сум, еве вака субјективно, од тоа колку читаат и помладите и колку бараат книги, колку купуваат книги и помладите и постарите. Се согласувам со тоа дека нели нормално во средно или општо во основно, со самото тоа што сме принудени да читаме, тоа ни ствара некоја одбивност, но кога самите треба да си одбереме книга, литература за читање, мислам дека тоа ни ствара задоволство, така што не би издвоила дали се чита сега повеќе или помалку, но важно е дека се чита се уште. Пред малку споменавте дека доколку се станува збор за македонски автор, убаво кога би имало промоција нели па да се испромовира делото, може ли да направиме некоја компарација дали повеќе се читаат македонски или странски автори? Се читаат и тие. Значи, мислам дека сепак преовладуваат странските автори, но не мора да значи. Например, сега ја издадовме новата збирка поезија на Јосип Коцев, сега е најдолгото некогаш, и таа предизвика значи, многу голема заинтересираност кај луѓето, на нели нормално наше и задоволство на авторот. Така, тоа значи дека со текот на времето се зголемува интересот за македонските автори, затоа што знаеме дека имаше период кога исклучиво се бараа странски автори, се читаа странски автори, беа многу популарни. Да, мислам дека кај луѓето имаше некое погрешно размислување дека македонците дали не знаат да пишуваат или немаат некоја приказна, но мислам дека веќе почнавме тие стереотипи да ги рушиме, кога веќе еден или двајца ќе се докажат дека нели има некоја добра приказна, дека и тие знаат како да пишуваат, веќе почнуваат да се ослободуваат луѓето и да бараат и други македонски автори. Ни предстои сајмот на книга, кој што оваа година е јубилеј на 30-ти, ќе биде на нова локација. Дали издавачката куќа Антолог ќе биде присутна токму на сајмот на книга со своите изданија? Секако, значи сајмот на книга е од 3 до 9 мај. И нормално планираме да се представиме пред публиката и иако е нова локација, ние очекуваме дека ќе имаме иста публика, дури можеби и поголема. Така, со што ќе се представите на сајмот? Па нормално со сите наши изданија, имаме сега многу нови изданија што вреди да ги споменам. Бидејќи веќе спомнавме македонски автори, да кажам дека ќе издадеме и 2 книги од Венко Андоновски, планираме да излезат на сајмот. Исто така 2 збирки поезија на Лилијана Диријан. Нормално нели новата Апнеја, Стаклена градина. Исто така имаме уште еден македонец со роман, Андреј Волкашин. Неговиот роман се вика Тажна приказна за среќни луѓе.
Така, планирате ли попусти, саемски цени, со што би ги привлекле нели читателите? Нормално, да, нормално. Планираме големи попусти, можеби на некои до 70%. И нашите гледачи ќе забележат, се наоѓаме во строгиот центар на градот, вие сте на нова локација. Претходно исто така имавме можност да ве посетиме во книжарницата Антолог, меѓутоа која што се наоѓа во Дебар Мало, сега сме тука. Зошто ја избравте токму оваа локација и дали смитате дека е важно да се биде на локација која што буквално ќе им биде пред очите на граѓаните, на сите кои што поминуваат и дека на тој начин ќе ги повикате да влезат и да си купат книга? Да, па бидејќи ние сме значи веќе долго време издавачи, не е дека имавме проблем, значи нормално луѓето ќе се јават, ќе прашаат каде точно се наоѓаме, еве доколку не ја знаат таа продавница во Дебар Мало, едноставно сакавме да им излеземе во пресрет да им биде што полесно. Значи нормално е дека локација во центар е полесна за наоѓање, за пристап било каков. Така што, значи... Ипак добрата локација, значи... Да, значи, ние имаме и онлайн продажба, но мислам дека луѓето сакаат да дојдат во книжарница, прво затоа што чувството да се биде во книжарница е исто така многу добро, а и самото разгледување и сето тоа го леснува. Така, она што е интересно, дел од граѓаните знаат, можеби дел не се запознаени, на 12 мај ќе се случува еден интересен семинар во кој што главната улога ќе ја има мотивацијскиот говорник Ана Бучевик. Верувам дека нема кој не слушнал за неа, а Антолог се појавува како поддршка токму на целиот овој семинар. Може ли да ни кажете што точно ќе се случува, дали има интерес од страна на граѓаните за семинарот, ова можеби прв ваков семинар од ваков вид, некои повеќе значени информации за нашите гледачи? Да. Ова е, прв семинар на Ана Бучевик што се одржува во Македонија и во Скопје нормално. Имаме очекувано, имаме многу голем интерес. Картите се распродадоа, значи во рок од не цел месец. Ќе се одржи во Holiday Inn. Нормално, нели, ќе доаѓа Ана, ќе држи говор мотивацијски, луѓето ќе можат да се запознаат со нејза, да се сликнат со нејза и мислам дека тоа е кај публиката, тоа постигна многу позитивен интерес, многу позитивен впечаток, бидејќи Ана Бучевик има многу голема публика овде во Македонија и мислам дека сите што сакаат да запознаат, еве сега имаат некаква можност да се видат, да се сликнат со нејза, да поразговараат лице в лице. Така, за оние кои што не успеа да обезбедат билети за семинарот, дали се очекува продолжение на семинарот, можеби во иднина? Да, значи сега не очекуваме продолжение во смисла да, не знам, за некоја блиска иднина, да речеме за една недела после семинарот или слично. Но секако ние соработуваме со Ана, ќе настојуваме на тоа повторно да се одржи семинар овде во Скопје или па можеби во некој друг град. Така што не би им рекла да очекуваат, туку напротив, нели, да се држат во вортексот и да имаат позитивно размислување. Кога сме кај настаните кои што се во организација на издавачката куќа Антолог, би го споминала и Bookstart, кој што веќе е препознатлив кај редовните читатели или кај нашите гледачи, меѓутоа би било интересно да кажеме што може да очекуваме оваа година од Bookstart. Знаеме дека секогаш доаѓаат видни имиња, познати писателски имиња, кои што се дружат со љубителите на книгата. Дали оваа година ќе се случува истото? Така, значи Bookstart се одржува веќе, мислам, 3 години. Ова би било 4-та година, 4-ти Bookstart. Ние секоја година се трудиме да донесеме нови познати странски автори. Нормално од година во година имаме повеќе заинтересираност, повеќе публика, поголем тим што работи на самиот фестивал, со тоа нели нормално повеќе се трудиме и повеќе успеваме да си ги завршиме обврските. Исто така да напоменам дека на Bookstart фестивалот секогаш имаме и барем еден или двајца македонски автори, бидејќи никогаш не сакаме да им дадеме предност само на странските, туку нормално и на македонските автори.
И пред самиот крај, еве што ви имале да им препорачате на читателите и на нашите гледачи. Ние имаме едно мото, се вика читај меѓу редови, бидејќи секој ред е важен. Сега книги не можам да издвојам некои. Ако веќе морам да кажам, би ги спомнала повторно новите наслови на антолог, бидејќи можеби не слушнале за нив. Тоа се Стаклена градина, Апнеа, Војна и терпентин, Биографија на гладот. Сега исто така, значи, имаме книга што ќе излезе наскоро од Дубравка Углешик, се вика Лисица, исто така многу ми ја препорачувам. Така што тоа е. Се наоѓаме во едно навистина преубаво обкружување, обкружени сме со книги, создава тоа една преубава атмосфера, убаво се чувствуваме и пријатно. Вие имате можност во текот на целото работно време секој ден да бидете токму во едно вакво убаво обкружување. Како е да се работи во книжарница и каков е контактот со посетителите? Многу е убаво да се работи во книжарница, дури многу од луѓето што доаѓаат и тоа го кажуваат, значи тоа е првиот коментар што го даваат, дека имам многу убаво работно место и се согласувам потполно. Кога си обкружен со книги, кога ето така можеш да разговараш со било кој што ќе влезе, што ќе не посети за книги, и кога си љубител за книги, тоа е, значи, совршена комбинација. Так, Вера, јас тука никаде ќе ти заблагодарам за издвоеното време повторно, за разговорот и се надевам дека со овие информации кои што ги споделивме со нашите гледачи ќе им бидат од корист, ќе ги мотивираме да дојдат, да прочитаат уште некои од овие нови книги кои што ги споменавте и секако можеби да им вратиме желбата за читање на оние кои што можеби ја изгубиле, ако има такви. Така, фала ви многу, ми беше задоволство. Тука го заокружуваме и ова издание на Саботна хроника. Ви благодарам на вниманието, имајте убав викенд. Довидување.